имам едно прашање, односно една изјава. Малко нещо необично, но вероятно и прифатлjivo. Вака стојат работи. Замислите на вашиот банкарски рачун, утре сабајле, ако го имате, добро, ако го немате, мора да го отворите, и утре сабајле да добиете 86.400 не денари, туку евра. Уште еднаш, 86.400 евра. Тие пари ви се дадат да ги потрошите. Ви се дадат да ги потрошите за една ден. Ако не ги потрошите, истиот ден, навечер, од вашето салдо ќе бидат одземени и нема да имате ниту еден денар. Прашањето е дали би знаеле да ги потрошите 86.400 евра за еден ден. Единствено постои уште еден додаток тука. Ако знаете во истиот ден да ги потрошите 86.400 евра, утре повторно ќе го добиете. И ако го потрошите тие, ќе добивате во наредните 3-4 месеци. Се така. Дали би знаеле секој ден да потрошите 86.400 евра? Ако да, прашањето е зашто. Имате 60 секунди. Секој кој што е лево или десно од вас и покрај вас, да разговарате на што ќе ги потрошите 86.400 евра. Поверете, секој меѓусебно. Фала ви многу за сето ова. Значи, ова тема е многу поволна за разговор, гледам. И ова дискусија. Би било интересно да слушнам од вас како и на што ќе ги потрошите. И обично луѓето кажуваат, ако нема куќа, би купили куќа, ако немам стан, би купил стан, ако имам уште, после ми треба добар автомобил, потоа да ги вратам долговите, пат околу светот и така натаму. Да некој се сети да каже би помогал на другите. Јас сиромасте уичме да направим. Многу сте добри, стварно. Стварно треба да ви дадам тоа. Стварно ќе ги добиете тие пари. Најди ги па најди. Знаете ли зашо се работи сега? Вака. Ајде да се озбири. Парите за сигурно ги добивате. Парите за сигурно ги добивате. Да не мислите дека е некој виц, па сега ајде некако да се почне проповедта. Ако на услов е што? Да ги потрошите истиот ден. И ако ги потрошите истиот ден, е ви бонус. Уште 86.400 евра. Ќе биде ли доста? Малце. Дали сте свесни дека ние уствари тоа го добиваме секој ден? А тоа е времето. 86.400 секунди. Секунди ни е дадено на нас секој ден на располагање. А вие знаете дека се кажува што? Времето е пари. Времето е пари.
И на нас тоа не е дадено. Тоа е толку вредно, толку скапо, да едноставно повеќе и отколку вистинските пари. Како сме го искористили? И ако не го потрошим на најдобар начин, тоа заминало. Дали ќе го преспиеме 24 часа, или нешто корисно ќе направиме, или нема ништо да направиме, или ќе направиме проблем или ова, или она, значи како ќе ги искористиме 86.400 секунди, кои ни се дадени секој ден? Тоа е вредност, драги браќи и сестри. Ние кажуваме пари. Кога имаме многу пари, тогаш се чувствуваме сигурни. Кога имаме многу пари, тогаш и се чувствуваме влијателни и можеме да влијаме дури на тековите на другите луѓе. На тековите на животот на другите луѓе. Но Библијата кажува дека повредно од сето тоа е времето кое ни е дадено и кое сте го искористиле. И како сте го искористиле. Се поставува прашањето што е време. И еве што кажуваат некои од мислителите. Времето е паричка во животот, тоа е единствената паричка што ја имаме и која само вие можете да одлучите како ќе ја потрошите. Никој друг. Некои кажува, деле ама овие ме наговорија, но нема наговор. Како вие ќе одлучите? Имаме слободен избор, така и ќе ги потрошим. Друг мислител кажува, времето е нешто што најмногу го посакуваме, но и најлошо го користиме. Знаете ли кога луѓето кажуваат, леле, ако би имало уште некој саат, за да ја завршам ова работа. Поготово, оние луѓе тоа го зборуваат кои што сакаат многу да работат, од 8, 10, 12 и 14 часа некој. Како нема уште некој час па да ја завршам ова работа? Го сакаме времето најмногу, но лошо го користиме. Во оваа паркотница, драги браќи и сестри, која сите се соочуваме во добата на овој дигитален свет денешен, можностите се фамозни. Додека доручкувате по пат на Skype, вие можете да го обиколите светот и да обавите разговор. Во овој дигитален свет, кога постои и постанува се поефикасно, подобро и побрзо, ние уствари се помалку време имаме. Го гледате на овој парадокс сега. Па ги немавме овие можности пред 15-20 години. Сега можеме да контактираме со секој преку телефон да говориме. А времето каде ни? Каде ни отиде? Се помалку време имаме. Наместо да има повеќе време, наместо да биде полесно, наместо да биде поубаво, се контра, се потешко и потешко. И се нема време. Затоа што ние имаме чувство дека можеме повеќе. Плановите ни се поголеми и поголеми. Да не кажам алчноста и личните желби и интереси се поголеми, а и со самото тоа, ние ја полниме и нашата агенда за секој ден толку многу што не можеме да ја завршиме и немаме време. И на крајот велиме, а како уште 1-2 часа немаше саати па да ја завршам работа. Еден непознат автор кажува, времето е бесплатно, но е непроценливо. Не можете да го поседувате, но можете да го користите. Не можете да го задржите, но можете да го трошите. Кога еднаш ќе го изгубите, никогаш не може да го вратите. Ете, тоа е времето. Но секако за нас, христијаните, не интересира што Библијата кажува за времето. И мудриот човек Соломон напишал една песна каде станува збор за времето. Да ја слушаме таа песна. Време и секоја работа под небото има свое време. Време кога ќе се родиш и време кога ќе умреш. Време кога садиш и време кога го кормиш насаденото. Време кога се убива и време кога се лекува. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се расхрлуваат камени и време кога се собираат камени. Време кога се прегрнуваш и време кога се обегнуваат прегрти. Време кога се бара загубеното и време кога се губи. Време кога се чува и време кога се растоја. Време кога се раскинува и време
време за војна и време за мир. Како да ја разбереме оваа песна? Што сакал Соломон всушност да ни каже преку овие стихови? Постојат неколку опции, а јас ова утро ќе ви изнесам 3 опции за оваа песна. Првата опција е што ние и да планираме не може да влијае на она што ќе се случи. Тоа сака, некои мислат така. Значи, секој од нас има судбина во животот и ти не можеш тука ништо. Ние потекнуваме од краишта каде што верувањето во судбина е многу силно и мощно поради влијанието на традиционалното христијанство. И вие знаете дека луѓето многу веруваат во судбина. И кога ќе доживеат сообраќајна незгода, например, кажуваат, тоа е судбина. Можев јас што и да направам, но така би било пишено, тоа е судбина. Сте слушнали такви? Да. Младите. Моќта од влијанието на судбината. А судбината е нешто надвор од нашата контрола. Судбината е во раците на некој кој е над нас, а повеќето се служуваат дека тоа е Бог. Затоа луѓето и многу често се разочаруваат и се лутат на Бога. Кога ќе им се случи некоја неправда или нешто лошо, кога ќе им умре ближен, на кого го покажуваат луѓето? А, Боже, зошто вака ми направи? Бог не е секојаш добар и затоа покушаваат да го омилостиват луѓето, па принесуваат некои дарови, прават некои ритуали, за тој Бог да биде со добра волја, па кога ќе се пробуди наутро, да не биде така мрзелив и неразположен, може би затоа што немал добра ноќ. Значи, чувството и дескрипцијата на Бога е тоа дека уствари Бог е како нас. Па секогаш мораме да го задоволуваме за тој да ни возврати да не прави среќни, за да би бил добар спрема мене. Овде не е опишена судбината. Дали навистина постои време кога се греши? Постои време кога се греши? Да. Ајде да видиме. Дали навистина постои време кога се греши? Дали навистина има, луѓе, јас стварно не сум расположен, сега оставете ме на мира, ако некој ме допре, касам, јадам, тепам, убивам. И што да правиме? Секој има свое време. Дозволено ли е тоа? И да не е дозволено, тоа го прават. Така ли мислим? Не е дозволено. Остави го младе, сега во таа доба ги имаме ние тие некои си параметри, некои рамки, каде дозволуваме нешто дури ако сметаме дека не е добро и нешто сметаме дека тоа е некако нормално за таа доба во која што се наоѓаат нашите деца и помладите и за таа ситуација. Има тука некоја основа, не велам дека нема. Меѓутоа Соломон во оваа песна не зборува за тоа дека постои време кога се работи ова, што не е добро, и постои време кога се работи тоа што е добро. Он не сака тоа да го каже во оваа песна. Уствари, кога сме оделе по тој пат, тоа би било едно поедноставено фаталистичко разбирање и интерпретација на оваа песна. Не смееме така да ја сватиме толкувањето на оваа песна. Стиховите не ни кажуваат да заборавиме на нешто што Бог ни го дал на секој еден од нас, а тоа е моќта на изборот. Моќта на изборот. Бог му дал на секого слободна волја. Ако имаме слободна волја, тогаш судбината во кој раце? Дали има судбина? Ако немаме слободен избор, тога зависиме од некој повиско. Ајде понатаму да одиме да ги разјасниме подобро. Значи, Бог ни дал на секого од нас слободна волја, моќ на избор. А изборот се врши врз основа на информациите кои ги имаме, искуството кои ги имаме, резонирање, интелигенција, спојување на сите тие информации во еден момент и тогаш во тој момент одлучуваме, односно донесуваме одлука. Нормално, не сме совршени, некојаш донесуваме и погрешни одлуки, но дефинитивно Бог преземал голем ризик. Бог превземал голем ризик што ни дал слободна волја. Кога сме добили таа слободна волја? На небото, големата борба помеѓу кои се води? Доброто и злото. Луцифер, односно сатаната и Исуса Христа. Бидејќи тоа било гледање на сите ангели.
И го обвинувале во еден дел од тие ангели дека Бог не е оној правиот, дека Бог не им дава за право да живеат по онака како што сака, дека тие совршени суштества и заради тоа Господ на оваа земја на луѓето им дава слободна волја. И фала на Бога што е таа тука локализирана тука на оваа земја што не е и горе на небото. И вака, значи, таа слободна волја е тука на нашата планета и гревот е дојде на нашата планета благодаречи на нашите прародители Адам и Ева, кои одлучиле да бидат домаќини на Олимписките игри наречени големата борба. Тука на оваа земја. Сега тоа е кај нас, тука на оваа земја. И сега, што сме ние овде? Што сме овде ние на земјата? Ние, драги браќи и сестри, не одлучуваме кој ќе победи и кој не. Не одлучуваме кој ќе победи. Ние не сме оние кои што даваат голови на оваа земја тука. Ние сме само на трибините кои имаме прилика да навиваме. Или за едната страна, или за другата, или за Христа, или за Сатаната. Како навиваме? И како го правиме тоа? Со своите определувања, начинот на живот, своите изјави, како го водиме нашиот живот и така натаму. Значи, или ваму, или таму. Некои се многу гласни, во првиот ред се тука, ги имаат ознаките на својот им многу забележително и силно, а некои се таму некаде позади, кои што се многу понезабележителни, кои што се тивки, но Бог кажува, важно е што? Да бидеш на моја страна. Важно е да бидеш на моја страна. Не затоа што викаш, затоа што си силен и затоа што си најдобар на свет, туку затоа што си на моја страна. Запазите што реков, затоа да бидеш на Божја страна, а не количински што си направил. Затоа што ние не сме сите исти. Се слушувате, драги браќи? Затоа што сите ние не сме исти. Ние сме со различни личности, со различни способности и таленти. Некој добива 1 дар, некој 2, некој 5. И оној кој што добива 5 мора да произведе уште 5, тоа се 10, а оној 1, 2, значи 2 и 10 и 8, тоа е огромна разлика. Некој е во првиот ред на стадионот навива за Христа многу силно и гласно и поспособно, отколку оној кој што е онаму на позади. И Бог кажува, биди на моја страна. Биди на моја страна. И овој свемир ја наблюдува таа битка. Значи, првото толкување на оваа песна дека постои, дека оваа песна кажува за судбината, отпаѓа. Затоа што тоа е едно фаталистичко верување на оваа песна и толкување на оваа песна. И затоа што тоа, ако би ја разбрали така, би го избришал нашиот личен избор и слободна волја. Вториот концепт или вториот начин како да ја разбереме оваа песна, тука се куплети. Значи, како паралела помеѓу доброто и лошото, позитивното и негативното. Значи, раѓањето е позитивно, умирањето е негативно. Да сакаш е позитивно, да мразиш е негативно. Да се смееш е позитивно, да плачеш е негативно. И некако опис добар или лош. Прав или добар христијанин и лош христијанин. И тенденција на луѓето е да ја разберат оваа песна на овој начин. Меѓутоа Библијата, кога ја читаме пошироко, не само во песната, во оваа песна, туку и лево и десно, и напред и назад, и останатите детали од другите книги, ние ќе разбереме дека плачењето е лошо, а да се смееше добро, уствари не е така. Например, Евангелието ни кажува дека за оние кои што се во Исуса Христа, умирањето е што? Позитивно. Умирањето е позитивно. Умирањето, ако веруваш, е позитивно. Значи, една најголема работа во животот, најстрашна, а тоа е смртта, од која сите бегаат и никој не сака да умре, уствари е позитивно ако веруваш во Бога. Ако веруваш, че живее. Значи, постои позитивна страна, нешто што е најлошо, а тоа е смртта.
Понатаму Библијата кажува, тагувањето може да биде што? Позитивно. Може да биде позитивно. Затоа што Исус рекол, благо на оние кои плачат. Во Матеј 5 глава. Значи, Библијата кажува дека не се лошо што ние гледаме дека е лошо. Туку може да биде тоа на добро. Затоа што се кажува во нашиот христијански живот дека Бог се ќе изведе на добро, иако во моментот не изгледа лошо, тој се ќе изведе на добро. Ако сме добри, секако послушни, имаме поверение во Него. Ако ги прифаќаме советите што ни ги дава тој, значи овој втор концепт, овие стихови не представуваат одреден контраст помеѓу негативното и позитивното. Третиот концепт, или третата можност како да се разбере оваа песна, е уствари оваа песна е едно уметничко дело. Ајде да се поздрават. Третиот концепт или третата можност како да се разбере оваа песна е уствари оваа песна е едно уметничко дело кое што го представува, кое што ја представува реалноста во животот. И со овие стихови се опишува што се случува во животот. Не што е добро, а што е лошо, туку писателот кажува се случува и ова, се случува и ова. Може да биде и ова, може да биде и ова. Значи, само реди реалноста во животот. Тој не кажува дека треба да се прави, туку го има и тоа, и тоа. Не квалификација што е добро, што е лошо. Или квалификација тоа е судбина, па не можеш ништо да сториш, туку едноставно опис на реалниот живот. Меѓутоа клучот, драги браќи и сестри, ајде да пратиме подобро. Меѓутоа клучот за разбирање на оваа песна, што е пораката на оваа песна? Што Соломон сакал да ни ја каже денес, се наоѓа токму во првиот стих. Ајде, Гордан, да го прочитаме првиот стих од третата глава. Се има свое време и секоја работа под небото има свое време. Што кажува овој стих? Кој е клучот на разбирањето за времето од овој стих? Кој е клучот? Под небото. Под небото. Само со тоа можеме да ја разбереме оваа песна со тој избор. Значи постоја активности во нашиот живот кои што се под контрола чија? Од небото. Кој е на небото? Кога зборуваме со библиски речи, кој е на небото? Кој е на небото? Бог е на небото. Значи тоа ни укажува на тоа дека Бог е на небото, дека таму е престолот Божи. Значи, постојат активности, нешто што се случува во нашиот живот, кој е под контрола чија? Под Божја контрола. Под Божја. Каде Бог неприкосновен контролира еден дел од нашиот живот. Еден дел од нашиот живот и одлучува за тоа. 3 пати во оваа книга на проповедникот се споменува изразот под небото. И кога и да најдете под небото, вие имате опис на активностите, ако читаме. А 9 пати во оваа книга се кажува. Ајде да ја отвориме од таа Библија. Ајде да ја отвориме Библијата и да го читаме прва глава од проповедникот 14 стих. Видов се што се прави под сонцето, каква ли суета и тежина на духот. Прво што рековме првиот стих? Под небото, а сега што вели? Видов се што се прави под сонцето. Под сонцето. Каква ли суета и тежина на духот. А книгата на проповедникот е уствари опис на реалноста на животот. И тоа во два правца, во два смера, во две страни, од две страни. Еден е што се збитнува во нашиот живот под небото, каде што Бог контролира, а друга страна е опис на животот под сонцето. И кога и да се спомне, 9 пати, има, ако побарате, може да го најдете тие стихови, кога и да се опишува животот под сонцето, тоа се мисли на она што ние го контролираме. Што ние го контролираме. Ние овде сме одлучиле денес да дојдеме во 9 часот. Така?
Дали ќе укривиме ако сме закаснали? Дали ќе укривиме? Собрачајте. Кој ќе укривиме? Не. Ти си одлучил. Ти си одлучил да дојдеш. Или да дојдеш на време или да не дојдеш на време. Ако видиш дека неколку пати сообраќајот ти спречува да дојдеш на време, дај си време, искалкулирај со своето време, дај повеќе време, порано тргни од дома за да стигнеш, за да не задоснеш. Значи, за многу работи во нашиот живот, во овој живот, ние одлучуваме, а тоа е под сонцето. Ние имаме контрола. Не можеме други да укривуваме. Предвиди, искалкулирај, да оставиш доволно простор во случај нешто да те сопре и на патот за црква. Тоа е еден пример, а може повеќе да има. Ние сме тие кои одлучуваме дали ќе изедеме едно парче пица, 2, 3 или цела пица. Кој одлучува? Ние сме тие кои одлучува. Не може дури ни друштвото да го окривиме, па ајде да влие на нас, па ајде биди човек, биди маш, направи го ова. Може да се сетам, одамна беше 6-7 оделение, така бев. Тука се препознава кој е машко, кој е женско и кој на кого му се допаѓа, односно позиционирањето во друштвото. Тука е отприлика. Ние бевме добри ученици и одма се споивме и се дружевме. Се друживме и често одевме дома на гости. Бевме 3 машки и 3 женски. И често одевме дома на гости. Знаете како се одеше тоа порано. И така се почува со оние колачи. Но скришно патува цигарата од еден на друг. Патува цигарата од еден на друг, една цигара и секој да повлече. И доаѓа до мене и јас прескокнувам. Потоа, дај малку некој да не види некоја чашка ракија, па стално има тука некој пиелак малку. И оди така во круг, доаѓа до мене и ме прескокнува мене. Потоа, јадеме колачи и така натаму и сега кафе. Дум, дојде до мене, а тој ми ланчуни кафе неса. И една женска така, супер изгледаше, дури и така во крилото ми седеше, и ми вели, па ти не си машко, јас не сум машко, а јас тотко се докажам дека сум машко, сакам да се докажам дека сум машко. Разбирате, значи, позиционирањето во друштвото, влијанието на друштвото, тоа има голема моќ да прифатиме нешто што не е онака како што треба и по Божја волја. Денес пијам вода и машко сум се уште. Тогаш така беше гледиштето на луѓето и машкото се одвојуваше ако е малку така подцврсто, па и ако цврцка помалку, па тогаш сум маш. Па и мажите кога пијат вода се е во ред денеска. Тогаш ете така гледиште и перспективите на луѓето биле така ги сваќале луѓето. Друштвото има голема моќ и влијание во нашиот живот. Дефинитивно, ќе се сложиме со тоа. Но не можеме да кажеме, па ме наговорија. Точно е тоа дека луѓето може да не наговорат и да не втурнат, дури да направиме нешто за кое што сме недоволно свесни, но на крајот на краиштата ние сме одговорни. Значи зборуваме за активностите во животот под небото и активностите во животот под сонцето. И проповедникот го опишува животот под небото. Бог е тој кој ќе одлучи кога ќе се родиш, а кога ќе умреш. Можеме ли тука нешто да сториме? Можеме да сториме. Тоа е тоа, што е тука. Но за некои работи ти одлучуваш. И јас, драги брати и сестри. И имаме потполна одговорност за тоа, за таа одлука. Секако и во ова наше одлучување под сонцето не можеме сами. Затоа Бог кажува, бидејќи не можеш сам и си добил грешна природа, нажалост, јас ќе бидам со тебе. Но за јас да можам да ти помагам во животот, постои еден услов. Нема јас онака да изфрлам од ракавот благослов за. Не. Уствари не смеа. Затоа што Сотоната кажува, единствено можеш да благословуваш и да им помогаш на оние кои што бараат од тебе.
Зашто во ова прашање е слободна воља. И затоа мораш секој ден да бараш Боже помогни, Боже помогни. Немој тоа да го прави само наутро и навечер, или 3 пати кога јадеш. Некако христијанството и муслиманите некако се навикнале на тоа и мислат дека е доволно тоа. Не. Постојано, барај, Боже помогни, Боже помогни, Боже помогни. Јас имам право легално да ти помогнам и да сум со тебе и до тебе, доколку го бараш тоа од мене. Значи, дури и активностите под сонцето, каде ние имаме контрола и ние одлучуваме, дури и тогаш не можеме сами, ако не се обратиме, односно не можеме сами да донесеме вистинска одлука. И Бог кажува, јас сум спремен да ти помогнам, доколку постапуваш онака како што сум кажал јас во Библијата. И да не се разочараме, ако не е секогаш онака како што сакам јас, ако се предадам на Бога и ако барам од Него. Затоа што ако би било како што сакаш ти, не би било и најдобро за тебе. Затоа ќе биде дури и необично и поразлично кога Бог делува во нашиот живот, а за жал некојаш не е спрема оние параметри ние како што сакаме и одлучуваме. Бог кога ние се молиме на 3 начини одговара. Ајде да видиме. Веднаш и ние тоа го сакаме, Боже ми треба $100, фала ти Боже, утре сакам пак. Утре ќе ми треба повторно. Значи ние сакаме Бог да биде таков, како некој маџионичар. Не е така. Бог не е така. Искуството на Црвеното море, што се десило таму во пустината, се случува неколку пати во животот, драги браќи и сестри. И е многу ретко. Најмногу се случува кога ние се молиме на Бог, никако, но тој никако да одговори. Како да не слуша добро. Како да е заузет таму некаде со некои поважни проблеми, па нашиот проблем таму настана и молчи. Тоа е најчесто. И затоа поминуваат и години, и некој одговор ќе стигне. Но знаете ли дека постои и трет начин? А тоа е најтешко ние да го прифатиме. Но и тоа е одговор. А тоа е нема одговор. Односно Бог молчи. А тоа молчење е одговор. Еве вие мажите кои што се поискусни и подолго во брак, знаете дека жената не мора да каже нешто, туку едноставно молчи. И треба тоа да значи дека не треба да се прави тоа. Знаете дека жената која ќе му каже на мажот како ти сакаш, тоа знаете ли што значи? Не. Тоа значи не. Не. Тоа значи не. Како сакаш, не. Тоа не. Тоа е тој Божји јазик кој треба да го научиме, драги браќи и сестри. А Божјиот јазик е некогаш тишина. А што значи тишина? Се грижам за тебе, но не си се уште зрел да можеш да разбереш комплексноста на животот. Имај доварба во мене. Фантастично како работи Бог. Затоа што поверението во Бога не е се да знаеш и се да разбереш. Се слушувате ли со мене? Значи, под сонцето ние одлучуваме, но со Божја помош. А ако сакате да просперираме подобро, под небото Бог контролира. И секако ние треба да го прифатиме тој факт и само да укажуваме на тоа, односно да бараме од Бога да биде тоа перфектно сето. Иако можеби некојаш одговор на Бога не е секојаш најјасен и најдобар за нас. Значи Соломон во оваа песна зборува за времето кое е дадено со можност на две опции. Ние одлучуваме и Бог одлучува. И тоа е уствари тоа усогласување со Бога и таа заедница со Него. Вака има еден. Дали се гледаме филмот со Ване, така го прашав, Bruce Almighty. Што значеше Ване? Насловот? Како?
Всемочниот. Така. Ако не сте го гледали, можете да го погледнете тој филм. Кога еден човек сака да биде Бог, да има сила, тоа е фикција, сега много интересно ако го гледаме, и кога Бог му дал моќ, тој наместо да ја искористи на добро, тој почнува да им се свети на луѓето кои што му правеле лошо порано. И ако направил нешто лошо во минатото, тој удри по него. Он е добробит, моќ, влијание, но искористена на зло. Грешна природа, значи. И затоа Бог кажува, морам да те контролирам. Морам да те контролирам. Затоа Бог вели, морам да ти ставам лимит во животот. Не можеш да бидеш супер. Не можеш да бидеш супер. Библијата не зборува дека некој има 10 таланти. Зборува ли некаде Библијата? Зборува ли така? Само 5. Оние кои би имале 10, јас би мислам би испукале од својата фантазија, и би експлодирале од моќите која што ја имаат. И дали сте приметили дека повеќето од светот немаат 5? Повеќето имаат еден дар или талент од луѓето. И се со скромни можности. Најголемите пејачи во историјата на музиката во 50-тите, 60-тите, 70-тите и 80-тите прво пееле каде? Во црква повеќето од нив. Елвис Присли, Витни Хјустон и така натаму. Тоа тие луѓе кои што пееле во црква и го славеле Бога. И знаете, ајде малку ова, па потоа да можеш да излезеш на концертот 3-4 часа, мораш малку дрога, мораш малку алкохол и завршуваш во када. Знаете кој завршил во када? Бог им дал таленти. Витни Хјустон се добила. И убавина, и памет, и пари. Се, ако направи. И на крајот, во када. Гледате ли како крајот може да биде ако со нашиот живот не управува Бог? Ако не управува Бог. Затоа што можеш, значи Господ затоа не лимитирал. Затоа не ограничил. И затоа не ни дал 10 таланти, затоа што ќе експлодираме во нашите фантазии. И ни дал само на неколку луѓе 5 таленти, на нешто повеќе луѓе 2 таленти, на повеќето луѓе еден талент. Чисто за да не се возгордееме, за да не сакаме да постанеме со Бог, односно да речеме во еден момент не ми треба ни Бог. Не ми треба ни Бог. Ајде сега да видиме од една друга перспектива, ајде само да го кажем што овој пример. Читавме со мојата сопруга како еден брачен пар во Америка добил $250 милиони на луѓе. Тоа е голема пара. Слушувате? И жената ми постави прашање, вака, едно. Миланчо, што би направила кога ги добиеш тие пари? Тоа е најтешкото прашање кое што сум го добил од мојата жена. Јас не можев да се ослободам од тоа прашање. Што се би направил со тие пари? Како и на кој начин ќе ги потрошам? Утреден да ставам, никако да ми испадне тоа од глава. Леле, луѓе, што добро би било, размислувам, па ова ќе направам, па ќе ги земам половина сиромасите, ќе дадам па и еден дел мал така и за мене, 1 милион, не би било лошо. Значи, се тоа на човекот му се врти во главата. Како ќе го направи сето она кога ќе добие пари? Кога ќе добие пари. Вака, за да го разбереме подобро, уште времето да го зборот времето и што значи на вистина времето, мораме да влеземе уште во два детали, за целосно да ни биде јасна сликата. Мораме да ги разјасниме два грчки збора кои што го објаснуваат времето. Еден израз е кој? Хронос или хронологија. Значи хронос. Што значи хронос? Хронос е време. Она е екзактно време во смисла календар, час, минута и така натаму. И тоа ми е дадено. Хронос ни е даден на управување на кој?
На кој? Пратите ли добро? Да не заспорте. Добро. На нас. Тоа е што? Под сонцето. Под сонцето. Ние сме одлучили да почнеме во 9 часот. Можеме ли во 12? Можеме. Во 3? Можеме. Можеме и во 3. Можеме ли да одлучиме дали ќе јадеме или не? Или колку ќе јадеме? Како и што? Можеме. Наша е одлука. После никој не може да биде крив за нас. Така сме одлучили. Ти си одлучи. За во тој простор, на тој авторитет кој што ние го имаме, Хронос авторитетот, сепак за да работиме добри работи. Затоа ние се молиме на Бога. Затоа ние читаме Библијата и Божјата реч, за да ги разбереме принципите Божји. Дури тогаш кога ни е дадено тоа на управување, управувајќи го тоа на најдобар начин, ние треба да соработуваме со Бога и да се молиме. Хронос е наш простор, драги браќи и сестри. Ние одлучуваме, но постои време каде што Бог одлучува, а тоа е Каирос времето. Каирос времето. А тоа е време кое не можеме да го мериме ни со час, ниту со календар. Ниту со час, ниту со календар. Каирос тоа е времето кое што Бог го контролира во нашиот живот. И можам да кажам дека ние адвентистите имаме погрешно разбирање на тоа време. Ако ние би биле добри, како го толкуваме ние тоа? Ако ние би биле добри и би работеле онака како што треба, Исус би дошол поскоро. Навистина го пише тоа во книгите на Елен Вајт, но ако разгледаме подобро и ако прочитаме на други места, не е всушност тоа што го пишува така. Ајде во друга прилика тоа можеби ќе го кажем. Значи, ние адвентистите обично имаме погрешно разбирање за тоа. Ако сте добри и ако си ја тераме работата како што треба, тогаш ќе го убрзаме Исусовото идењето на Бог. Значи, ние покушаваме да го контролираме дури и Каирос времето. Каирос времето. И забораваме дека ние сме одредени за Хронос времето. Тоа е твое. Бог вели, немој да се мешаш во моето. Кога Исус ќе дојде, кога ќе биде, тоа не е твоја работа. Тоа не е твоја работа. А учениците викаат, па Исусе, ние баш би сакале да знаеме кога ќе биде тоа, па да ги причекаме гостите. Онака како што треба. Не, кажува, оние кои не веруваат бараат знаци. Знаете, Исус каже, не, повели на ученици. Но сепак Исус под притисок, сепак зборува кога ќе дојде во смисла на знаци. Во смисла на знаци. Матеј 24 глава. Но дали знаеме дека Исусовата проповед која се завршува не во 24 глава, туку во 25 глава. Во 25 глава. Во контекст на знаците зборуваме. Ние скоро и никогаш не зборуваме за 25 глава во контекст на знаците. Тој кажа во 25 глава. Како додека чекаш да се однесуваш и да го водиш твојот живот, така? Тој кажува дека ќе постојат 10 девојки. Значи, че има такви кои своето време ќе го користат на мудар начин и оние другите. Ќе ги има и оние кои што ќе ги бира како овци и јарци, тамо е запишено. Исто таму што е запишено? И третата приказна. Тамо е приказната за даровите. Уопште Бог не сака ние да се занимаваме со прашањето време. Каде, колку и она прорачунавање на времето. Затоа и како црква и покрет, кога да сме се занимавале со прашањето, секојаш тоа би било катастрофално. Не само грешка, туку и луѓето духовно паѓале и оделе од Бога. Оделе од Бога. Значи, ние одлучуваме денес како ќе бидеме, како ќе се облечеме. На кој начин ќе се облечеме. Али, ако сакаме подобро да знаеме на кој начин и како е подобро, тогаш треба да се молиме да ни открие Господ на кој начин тоа да го правиме. Значи, ние обично мислиме кога сме во најдобра духовна состојба, мислиме дека ајде по ова година може да дојде, уште ова година малку да прошетам, таму да пропатувам малку, па може Исус да дојде. Обично тоа се нашите параметри и така одлучуваме. Не, кажува тоа, јас одлучувам. Бог кажува. Тоа дали ќе биде за 100, 1000 или милион години, тоа е моја работа.
Не ваша работа. Колку години те прашам обично се живе на земјата? Што вика Библијата? Послабите? Послабите 70 години. Појаките? До 80. 80 години. Така ли пишува? Израчунај колку и до кога ќе биде, што значи тога за тебе Исус човек. Значи, да, али не ми е суштината на тоа. Значи, ако живееме 70 до 80 години, израчунај кога Исус ќе дојде. Нема потреба да прорачунаваме. За нас Исус кога ќе умре, веќе Исус дошол. Исус дошол за нас. Значи, тоа е тебе што ти е дадено. Во тој простор, ти се однесуваш така и ти го водиш твојот живот. А ние кажуваме, ама Боже, ние сакаме да се занимаваме со тие работи. Не, кажува, хронос е твое. Гледате ли како ние секоја сакаме да се мешаме во туѓите работи, а додека за своите не сакам да ни се чепкат другите. А Бог на секој му дал задача во својот простор, кој што му е даден да си одговара за своите должности, за своите обврски кои што ни се дадени под сонцето. Под сонцето. Сега, за некои работи во животот и библиски принципи не постои време. Не постои време. А ние знаеме да кажеме во граматичка смисла минато време, сегашно време, идно време. Имаме разни граматички облици и тоа го има секој јазик. И ние точно знаеме кога било тоа и кога ќе биде. Но Библијата зборува за некои работи за кои што нема време. Нема време. Нема ни хронос, ни каирос. Нема време. А што е тоа? Во Матеј 5 глава, читамо 23-24 се кажува: сега е време на опростување. На опростување. Значи нема тука кога се опростува, сега е сезона на опростување, кога тоа ќе помине, па ќе помине и милоста, нема се додека живееме на оваа земја. Мора да опростуваме. Мора да опростуваме. Добро ли ме слушате сите? Долго ли е малко? Ајде уште малко. Ајде да го разјасним, много битно е. Значи, за опростување мора секојаш да има големо срце секој еден нас, секој ден. Ако нема опростување, еден помеѓу друг, што кажува? Нема да ни опрости наш Бог. Многу јасен принцип и едноставен. Значи, нема време. Кога Исус го прашале колку пати да опростуваме, она 7 по 70, уствари тој зборува на еден символичен начин, кој кажува нема крај на тоа. Нема крај на тоа. Затоа што опростувањето е голема работа во дадени случаи, драги браќи и сестри. Не е секогаш лесно да се опрости. Разбираме тоа дека е страшно и не е секогаш лесно и е тешко. Но Бог кажува да опростуваме. Значи тоа не е лимитирано од Бога. Или пак кога сега е време да го запознаеш Бог. Марко 1:15. Значи, за спасение за луѓето да го запознаат Бога не постои што? Сезона. А ние некако се раководиме со сезона на евангелизација, па кога ќе заврши ова сезона, почнува друга сезона на евангелизација. Знаете, ние сезонски сакаме да живееме, слични сме на надвори на така. Но кога станува збор за задачата која имаме како мисија, тука нема сезона, драги браќи. Тука сме секогаш во тоа. Дали сме на одмор, дали сме во авион, автобус, таму или ваму, секогаш имаме задача да ја исполнуваме таа специфична мисија, која што му е дадена посебно за секој еден од нас и никој не може да биде заменет за некој друг. Трето, сега е време за спасение. 2 Коринтијаните 6:2 стои. Сега е вистинско време. Значи секогаш е што? Вистинско време. И тоа ќе трае секогаш до второто Христово доаѓање. Значи тоа се три работи за кои што не постои време. Ниту во граматичка смисла, ниту во концептуална смисла кога се однесува тоа на Библијата. Значи тоа е тоа што ни е дадено. Тоа е наша перцепција и тоа се наши мерила кои за нас одлучуваат и даваат гаранција дека сме на некоја позиција во ова денешно време и како ние одлучуваме. Добро?
Јас знам некои луѓе верници и проповедници кои цел живот се борат, кои ми биле пример на некој начин во почетокот, кога не ги знаев, и секој поставам прашање, што е ова, тие одма имат одговор на се. Одма имат одговор. Но со времето сватите дека тоа и не е баш така. Не е баш така. И ние многу малку знаеме, ние имаме многу малку одговори на животните прашања. Единствено може да имаме само поверение во Бога затоа што тој се знае. Тоа е таа вертикала која ни возможува да имаме живот по квалитетен. Инаку без тоа стварно е колапс за нас ако таа релација со Бога не оди. Значи мораме да сватиме дека постои тоа една огромна слика во која што на тој голем Божи план, во која ние сме само еден дел, една прашинка од овој свемир, а Бог е толку заинтересиран за нас и мораме тоа да го сватиме. Знаете дека не можеме да го сватиме и да го прифатиме фактот на таа голема слика ако се задлабочиме и да размислуваме за тоа Бог како би делувал кога ние целосно би му се предале на Бога. Ние имаме таа специфична мисија. Ние за да успееме, повторно ќе кажам, за да успееме ние и да бидеме онака, да биде се онака како што треба Бог, ние никогаш не можеме да бидеме независни. Се служувате ли со? Јас знам некои луѓе кои што велат сакам да се разведеме. Кажуваат сакам слобода. Добро, еве слобода. Океј, и ќе се разведат, и еве слобода сега. Ние никогаш, драги браќи и сестри, не можеме да бидеме слободни. Дури да избегаме на некој пусто острво, не можеме да избегаме од самите себе си. Од онаа грешна природа која што имаме и не гони да мислиме и да правиме лошо. Бог сака да биде наш соработник. Бог сака да биде наш соработник и морам да го сватиме тоа. Тој е толку добар, уствари сака да биде наш другар. А и малку за Бога се. Тој не комплицира, драги браќи и сестри. Ние комплицираме. Ние Бога го представуваме, тоа е веројатно влијанието на ова средновековно влијание кое што го имаме од ова традиционално наше христијанство. И можеби и ние од нас некој го поприме. Значи, вака го сваќаме. Ги знаете оние слики, оние икони кои ги гледате. Бог со издолжено лице, кој не доручкувал добро, не јадел добро здрава храна, па секогаш е блед Бог, па онака долги прсти, па кога и каде да се помржеш, тој секогаш гледа кај ти би покажува со прстот. Сте приметили тоа, не? Во иконите. Но каде и да приметиш тој како да стои во чошот и како да гледа нешто, да те укори, да каже против тебе. Тоа е средниот век. Луѓе необразовани. Тука парите играле улога. Парите владели. И знаете како тоа било. Ако сакаш да ти ги опростат гревовите, тогаш во оној средниот век, мрачниот век, тогаш се пуштале оние индулгенции, опроштајници, кој колку повеќе ќе тропне и гревовите се веќе поништени. И да не се грижиме за тоа. Не, тоа е сотонска идеја, завршуваме уште малку, за така Бог да се представува на тој начин. Ја знаете ли она слика на еден стадион? Еден стадион, каде седат ангели. Стадионот полн со ангели. Исус на престолот, тука се 10 заповеди, и сам човекот на стадионот, на сред стадионот. Имате ли таа слика видена? Па, тоа е страшно ако ја видите таа слика, и ако го дологи што сака да каже. Сите ангели велат, немој да си се мрднал, знаеш што си направил. Да. И така признаваме пред Бога. Не. Бог е така добар. Ти си моје дете, века. Како си бил неразумен тоа што си го направил. Но те сакам без разлика на тоа. Ме разбирате ли, Бог сака да зборува со нас. Бог е на страната на грешниците, драги браќи и сестри. И грешникот со Бога е мнозинство. Не е малцинство. Тоа е тој единствениот пат некој да спасиш, а да не го ставиш на сред стадион и да го обвинуваш. Певе ти ова направи, ова ти направи, јас сум добар, ме гледаш и како ние адвентистите вака правиме,
а ти да го обвинуваш, значи треба да се поучиме на кој начин ние треба да работиме со луѓето, да не ги обвинуваме. Така не работи. Тоа не е работа, таква не е работата на Бога, кој што работи со грешниците. Па така и треба и ние да се поучиме. Секако дека мораме да дадеме одговор на крајот на судот. Но го имаме кој? Она што е запишено во 1 Јованова 2 глава. Што стои таму? Немојте да грешите. Што и да направиш, тоа е противзаконство. Противзаконство. Било кој закон. Законот на природата или моралниот закон. Ти ќе се мачиш до крај. Последици ќе ги носиме. Но почетокот е како шеќер, сладок, се е во ред. Но и ако погрешиш, што кажа Исус? Имаме застапни, има решение. И тоа е оној кој што секојаш не сака, кој што секој сака да не пушне. Тој кој што излегува топлина, од кој што излегува сочувствителност и од кој што му дава самодоверба на луѓето. Тоа е тој пример кој што еве да го сврзиме со библиската поука, кој што можеме да го примениме на луѓето и ќе видиме колку ефективноста е добра. Значи, ние подобро би било да молчиме, да не кажуваме ништо, туку само со мојот добри, мојот став, мојот однос кој покажува јас дека немам ништо друго да споделам со нив, туку имам љубовта Божја преку која што оди преку мене да ја споделам со луѓето. И да видат дека ние имаме само да споделиме љубов, сакаме да им помогнеме со чисти срца и без задни намери на луѓето. Бидете сол, тоа значи влијаете на луѓето. Бидете светло, покажете што Бог сторил за вас. Кој го контролира нашиот живот, драги браќи и сестри? Бог. Каирос. Под небото. Кој уште е партнер на Бога? Кој? Ние. Ти дава слободна волја. Тоа е Хронос, под сонцето. И нека Бог ни помогне да сето ова, кое што може би малку тешко и малку подолго од вообичаеното, да го сватиме и да го примениме во нашиот живот и со цел да го интерпретираме овие стихови, да ги интерпретираме на начин на кој што сака Бог. Амин.